Секој ден е убава можност да се почне од некаде и се почнува со еден мал чекор. Многу често во животот се критикуваме и саботираме самите себе. Најчесто тоа го правиме на несвесно ниво, но тоа не значи дека не спречува да имаме квалитетен живот и да напредуваме и да се развиваме во рамките на нашиот полн потенцијал. Поради големите очекувања кои ги имаме кон себе, а кои некогаш одамна ги поставиле другите, најчесто нашите родители, потоа наставниците, околината во која живееме и се развиваме, со желба да одговориме на тие очекувања кои што понекогаш можеби се и услов, сме се научиле дека ако сме добри, ако правиме добри работи, ако не грешиме, ќе бидеме полесно и побрзо прифатени, луѓето повеќе ќе не сакаат. Ако ја имаме таа програма во нашите глави, подоцна треба на свесно ниво да се ослободиме од тоа, односно да се прифатиме себе си со сите своји грешки и недостатоци. Или сите тоа го знаеме, меѓутоа практично ни животот од моето лично искуство, од искуството со луѓето со кои работам, па и луѓето со кои приватно комуницирам, забележувам дека некако потешко ни оди, односно многу полесно ни е да се критикуваме, осудуваме, обвинуваме, тогаш кога ќе погрешиме, тогаш кога нема да направиме нешто како што треба, како што сме очекувале, според некои пишани или непишани стандарди. И многу често таквиот говор кој што го користиме за да се искритикуваме себе си, мислиме дека е со цел да бидеме подобри, дека критиката и осудата имаат мотивирачка природа, па на тој начин ние ќе се инспирираме и мотивираме следниот пат да не погрешиме, да направиме нешто подобро. Понекогаш се покриваме со тоа дека сме реални, меѓутоа тоа ни остава по инакви последици и најчесто не е така. Најчесто сме многу строги кон себе, не само што сме строги, туку сме груби и насилнички во начинот како тоа го правиме, односно како комуницираме со себе си. Таквата насилна комуникација не ни дава да се растеме, да се развиваме, да пробуваме, да имаме нови искуства, да бидеме љубопитни, да си дозволиме себе си да грешиме, туку напротив, не држи во место и затоа мислам дека е битно тоа да се разговара, односно да се работи на тоа и да се разреши колку што може повеќе. И наша е одговорноста за тоа. Не би било убаво да ги обвинуваме родителите, учителите и тоа дека никој нас не научил или дека сите така прават или дека така е полесно, да направиме нешто во врска со тоа заради себе и заради другите, затоа што ако така се однесуваме кон себе си, ако имаме преголеми очекувања, ако сме премногу критични, ако говорот нам е насилен, тогаш како ќе бидеме поинакви кон други? Најверојатно на истиот начин ќе се однесуваме и кон другите, и кон нашите деца, а наша задача и обврска е да ги научиме со личен пример младите и децата како да се однесуваат кон себе. Така што најпрви треба да почнеме од себе си. Нашата колективна свест, за жал, го поддржува овој начин на говор кон себе и многу полесно ќе наидеме на разбирање и прифаќање кога се критикуваме себе си, отколку кога се фалиме. Ние немаме култура на фалење и се разбира, овде не мислам дека постојано треба да се восфалуваме себе си и да даваме огромно значење на се она што правиме секојдневно. Меѓутоа, во ситуации кога ќе кажеме што сме направиле, кога ќе споделиме со другите, кога сакаме да ги споделиме нашите успеси, тогаш многу често наидуваме на тоа: леле, види го, види, ја се фали, или пак ние имаме чувство на тоа дека се фалиме и дека не е ни пријатно и дека не треба и дека не е пристојно и така натаму. Но од друга страна, зошто не се чувствуваме така кога се критикуваме? Зошто не сметаме дека е непристојно да се критикуваме себе си? Зошто другите не опоменат на некој начин дека претеруваме со критиките кон себе, дека не е тоа така убаво, дека треба да ја разгледаме ситуацијата од повеќе страни, туку само кога се фалиме себе си за тоа што сме го направиле, наидуваме на некакви реакции од другите, односно и самите се чувствуваме многу непријатно затоа што немаме навика, не знаеме да се пофалиме. Да се критикуваме себе си со цел да напредуваме понатаму, но да бидеме асертивни, нежни, конкретни и реални во таа критика
И од друга страна, исто така да се пофалиме за она што е добро и да не пофалат другите, би требало да е многу нормална комуникација, да знаеме и ние да ги пофалиме другите за убавите работи кои ги направиле, за добрите дела кои ги направиле, успесите кои ги постигнале, да се радуваме на тоа, да му дадеме некакво значење на тоа што е направено. Тука одиме во крајност, или премногу се фалиме, а многу малку правиме, или не можеме да процениме колку многу сме направили и колку е тоа значајно што го правиме, па најчесто викаме, па добро, тоа е нормално, па голема работа, па нема врска, така треба сите да прават, и му одземаме на значење на она што ние сме го направиле. Не мислам дека треба да се изделиме себе си како најуспешни, најспособни, меѓутоа да си дадеме значење. Ако ние самите не си дадеме значење на тоа што го правиме, тогаш како другите ќе ни дадат значење? Ако ние очекуваме од другите да бидеме пофалени, нели условно земете го во фалењето, односно да ни биде даден некаков поттик, некакво признание за тоа што го правиме, тогаш како другите ќе ни го дадат тоа? Не правиме разлика меѓу тоа што е да се фалиме напразно, да бидеме напорни во тоа, да се ставаме на другите и едноставно да споделиме што сме направиле со цел да мотивираме и други. Некако како да се срамиме од работите кои ги правиме, од успесите кои ги постигнуваме, како да ни е многу тешко да кажеме гласно, види, јас го направив ова, јас сум заслужна за ова, јас придонесов да се случи тоа и тоа, да се промени нешто, или едноставно направив нешто и го споделив со другите. На крајот, на краиштата, нашите таленти, она што можеме да го правиме, не ни е џабе дадено. Дадено ни е за да го правиме, да биде очигледно и да биде споделено со другите со цел да изврши некакво влијание. Тоа што е битно, што е многу тешко, е да бидеме реални или да имаме некои коректори кои што ќе не враќаат во реалноста, да ги видиме и она што заслужува конструктивна критика, меѓутоа и оние добрите и убавите работи кои што заслужуваат пофалба, и да ги учиме сопствените деца уште од најмали нозе да можат да поднесат конструктивна критика, да знаат што им е битно, валидно, од каде доаѓа таа критика, со каква цел и намера е, и да го прифатат фалењето без таа лажна скромност, без ама да, но тоа е нормално, па ништо не направив, ништо посебно, а во суштина ако не го добиеме тоа од другите, тогаш ќе бидеме многу тажни и разочарани. И затоа е најбитно прво да тргнеме од себе, сами да поработиме на таа наша свесност, колку нешто што правиме навистина вредно, заслужува внимание, и да можеме да си дадеме во исто време и конструктивна критика, но и да се пофалиме, и исто така да можеме да ја дадеме на другите и да ја прифатиме, но и да ја примиме од другите, и критиката и пофалбата. Како што кажав, многу полесно е да се критикуваме за сопствените успеси и да се нарекуваме неспособна, за ништо не те бива, пак погреши, ништо не знаеш да направиш, за ништо не ти делили нашите искуства. Служат за тоа нешто да научиме, за тоа понатаму да не го повторуваме истото. Иако човечки е понекогаш и повеќе пати да повториме иста грешка додека не ја научиме лекцијата или не ја сватиме пораката, меѓутоа тоа е друга тема. Наместо веднаш да се сипеме себе си со такви фрази кои што ќе не повредат уште повеќе, тогаш кога сме погрешили и не сме успеале, можеме едноставно да се соочиме со тоа дека да, добро, погрешив, горете, човек сум, и да не заборавиме во исто време што од тоа излегло добро, што сме научиле, да ги анализираме условите што не довеле до тука, за да можеме следниот пат нели подобро и полесно да го направиме тоа што го правиме од една страна, а од друга страна да не заборавиме што се добро сме направиле во текот на животот. Не пропаѓа светот ако имаме еден неуспех, независно колку да е тој голем. Пак да најдеме начин да се собереме себе си и да продолжиме понатаму, и пак да ризикуваме, и пак да бидеме подготвени да погрешиме, но во исто време и за се она добро што ќе направиме, се она што го сметаме за наш успех, се она што можеме да го споделиме со другите, да се пофалиме себе си. Да си кажеме, да, прекрасно е, да, направив голема работа за себе, и секој излегување од зоната на комфорот, и се она што го правиме поразлично од вчера, и се она што сме се обиделе можеби да го направиме, понекогаш може да остави такви траги
во околината или да го промени така нашиот живот што ние не можеме однапред да знаеме, а се разбира дека тоа заслужува пофалба, зборови на поддршка, зборови кои ќе не мотивираат, зборови кои што ќе го валидираат и вреднуваат тоа што сме го направиле. Ако сме заглавени во овој круг на самокритика, на користење на неасертивни зборови, односно зборови кои не навредуваат, кои не повредуваат, кои не држат во место, тогаш би било убаво да преземеме нешто и да го промениме тоа. Во контекст на ова, зборови кои не се толку навредливи, меѓутоа не се ни асертивни, тоа се зборовите треба и мора. Се разбира дека во нашето секојдневие постојат работи кои треба и мора технички да се завршат. Меѓутоа, кога ќе кажеме треба и мора, во нас се буди некаков отпор. За треба се кријат очекувања, се кријат пишани и непишани правила, а особено зад мора. Ако размислиме подлабоко, ништо не треба и ништо не мора. Кога ние викаме дека треба нешто да направиме, тоа е затоа што очекуваме одредени резултати и тоа што го правиме ќе има одредени последици. Наш избор е да постапиме вака, а не така, и би било поубаво кога би кажале бирам, сакам да го направам тоа, свесни за тоа што добивам со тоа. Кога зборуваме за избор и сакам да го правам, тоа е многу полесно да ги правиме работите. Тоа е чисто заради себе. Оно што јас го носам како порака од моето детство, младоста, е дека ништо не мора, е дека мора само да се умре. Тоа мене ни животот многу ми олеснило. Меѓутоа, исто така имав и порака, нема не можам и ти се можеш, што се гледа и преку името на мојата страница и канал Ти можеш, меѓутоа во мојата страница и во мојот канал, но и во мојот живот, јас себе си дадов дозвола. Не сум ни обврзана секогаш да можам, нити пак мислам дека се можам. А кога си во улога на мораш, и зад тоа се крие дека ти се можеш. Ако мораш, ти мораш да можеш се, а не можеш, затоа што не си Бог, не си Божество. Така што под мора и треба се кријат нашите и тугите огромни очекувања, понекогаш за жал нереални, а ние сме луѓе и имаме право да не сакаме, да не можеме, да избереме поинаку. Затоа, колку може помалку да ги користиме зборовите треба и мора, особено доколку ни предизвикуваат отпори, а што е уште еден начин да се мотивираме себе си наместо да се критикуваме. И ако забележиме дека подолго време се вртиме во тој круг и сме заглавени во некој вртлок на треба, мора, на не те бива, не си способна, на постојано грешиш, ништо од тебе нема да биде и така натаму, време е да застанеме и да провериме во реалноста дали е тоа вистина. Да си поставиме некои прашања кои што ќе ни дадат одговори, со кои полесно ќе ја анализираме реалноста. Дали е тоа вистина дека јас секогаш грешам? Дали е тоа вистина дека мене за ништо не ме бива? Дали е тоа вистина дека јас сум неспособна и секогаш правам само глупости или сум родена за бела или само мене тоа може да ми се случи? Ако застанеме и на вистина размислиме, ќе заклучиме дека не е вистина. Сите ние имаме работи кои добро ги правиме, работи кои помалку добро ги правиме и работи за кои уопшто не бива. И во ред е тоа. Не мора за се да не бива, не мора се да знаеме, не мора се да можеме. Затоа сме и различни, затоа и постоиме да си помагаме едни на други и да го правиме ние за другите тоа што тие не знаат, а некои други да го прават за нас. Тоа што ние не сакаме, не можеме, не знаеме и не сакаме да знаеме. И тоа е апсолутно во ред. Би било убаво да видиме дали ние жалиме за нешто. Дали жалиме за времето што сме го потрошиле, дали жалиме за тоа што не сме знаеле подобро, дали жалиме за тоа што воопшто сме влегле во нешто неподготвени, можеби со поинакви очекувања. И во ред е да бидеме тажни, во ред е да бидеме разочарани на одреден период и да си го признаеме тоа. Во ред е да бидеме гневни, меѓутоа колку што може побрзо да излеземе од сето тоа. И наместо да се критикуваме и осудуваме, да си признаеме на себе си и да си кажеме дека погрешивме, да си кажеме дека не успеавме, да си кажеме дека тоа е дел од животот, да си кажеме дека тоа е и дел од нашата личност, понекогаш да бидеме вакви, понекогаш такви, тоа не формира и не овозможува да растеме понатаму. Значи, да провериме дали е тоа вистина, да провериме како на вистина се чувствуваме, да си дозволиме да бидеме во тоа чувство одреден период и потоа да се собереме и да продолжиме понатаму. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам
помалку да се критикувате себе си, повеќе да се фалите и критиката и пофалбата да се засноваат на реални ситуации, на вашите успеси, на вашите постигнувања, да си бидете себе си најголема поддршка, колку што може помалку да се само саботирате и заедно да растеме, да се развиваме и да придонесуваме онолку колку што можеме и овој свет да го правиме полека подобро место за живење и да бидеме адекватен пример за младите, за нашите деца, за нашите ученици, за сите оние кои што се подготвени нешто да чујат и нешто да научат. Имајте убав ден и кажете си денес барем една пофалба. Пофалете се денес барем за една добра работа која сте ја направили или кажете го тоа на некој од вашите блиски. Ви благодарам што ги гледате моите видеа, поддржувате мојата работа, притиснете на дугмето subscribe, односно приклучете се на каналот, стиснете лайк или ми се допаѓа, доколку видеото ви се допаѓа, поделите го ако мислите дека некому му служи и се гледаме со некоја нова тема во некое следно видео.